Се ближи новата година, а со неа и релито Дакар, на која Ауди ќе настапи по трет пат. Храбрата одлука на германскиот производител со електрично возило, чиј бензински мотор работи како генератор, да се вклучи на најтешкиот предизвик во светот, резултираше со 6 етапни победи и 22 подиуми. Проблемите од разна природа сепак не го запиша Ауди во историјата, зашто сега тројката од соништата Матијас Екстром, Стефан Петер Хансел и Карлос Саинц ќе имаат поголеми шанси. Интензивните тестови на новата верзија на тркачкиот автомобил со ознака RSQ e-tron започна уште во август. Сериозните измени кои ветуваат добар пласман се концентрирани на подобрите перформанси и на повисокото ниво на безбедност на посадата. До нив е дојдено со анализа на собраните податоци од минатите 2 години, идентификување на недостатоците и одредување на развојните приоритети. Од она што компанијата од Инглштад го сподели со нас, ке го издвоиме ослонувањето со подобри пружини и амортизери, кое влијае на возните својства и на безбедноста, бидејќи се намалени негативните вертикални забрзувања при доскок. Преработени се седиштата со нова ергономија и пенести облоки со цел да се минимизираат заморот на посадата и евентуалните повреди, а подобрено е и заптивањето на кабината за да се спречи пустинскиот песок да навлегува во неа. Во пакет со сето тоа доаѓаат и новиот електромотор со 389 наместо 358 конски сили, помоќните сопирачки и поробусните пневматици од BF Goodrich. Дали сето ова ќе биде доволно за трета среќа на Ауди на релито Дакар, ќе дознаеме наредниот месец.